Добар ден, дневник на К3. Намален е бројот на заболени од овчи сипаници. Од Центарот за јавно здравје во општина Куманово информираа дека бројот на заболени во месец јули е намален во однос на минатите месеци. Подеднакво заболуваат и машките и женските, а најзастапени се децата на возраст до 6 години. Сипаниците се најчестите заразни заболувања во детската возраст. Од нив не се поштедени ни возрастните, особено оние кои не ги прележале како деца. За сипаниците не постои специфичен лек. Единствен начин да се заштитиме од нив се вакцините и затоа е неопходно вакцинацијата да се спроведува правовремено и редовно. Од Центарот за јавно здравје ни информира дека бројот на заболени од овчи сипаници во месец јули е намален во однос на минатите месеци. Подеднакво заболуваат и машките и женските, а најзастапени се децата на возраст од 0 до 6 години. Болеста најчесто се појавува во детските колективи и штом ќе настане заболувањето, личноста треба да се изолира. Во Центарот за јавно здравје во текот на овој месец се регистрирани 69 заболени лица од овчи сипаници, што во однос на минатиот месец се бележи за 38% намалување. Најголемиот број на заболени лица од варичела или овчи сипаници беа регистрирани во текот на месец мај и јуни. Во месец мај 100 заболени, во месец јуни 104 заболени. Вкупниот број од почетокот на годината изнесува 524 заболени лица, што не отстапува во однос на минатата година. Сипаниците се вирусни осипни болести кои многу лесно се пренесуваат преку воздухот, што е причина децата уште од рана возраст да се разболат од нив и затоа се сметаат за вообичаени детски болести. Најлесна клиничка слика има деца на возраст од 3 до 7 години. Пред навршена 1 година и кај возрастните, сипаниците имаат многу потешка клиничка слика. Варичела, односно овчите сипаници, се релативно бенигно заболување, сепак многу заразно, предизвикано од вирусот на варичела зостер. Почетокот се карактеризира со краток период на лесно покачена температура, симптоми од горниот респираторен тракт и блага малаксаност, а потоа следи осип кој многу чеша. Карактеристично се појавува во вид на мали меурчиња исполнети со течност. Болеста се појавува преку целата година, а максимумот е во доцната есен и зима. Периодот на заразеност е 1 до 2 дена пред почетокот на осипот. Вчера околу 18:30 часот екипа на итна медицинска помош Куманово телефонски пријавила во СВР Куманово дека во село Шупли Камен Кумановско се самоповредил БС од Куманово, односно при скукање во реката Пчиња го повредил вратниот пршлен. Истиот по укажаната лекарска помош во Куманово поради сериозноста на повредите бил префрлен во Скопје, каде му била констатирана тешка телесна повреда, фрактура на вратот. Истиот е неконтактибилен и се наоѓа во животна опасност. Да бидат казнети сите оние кои ќе бидат причина за палење на шумите, бараат од јавно предпријатие Македонски шуми. Тие имаат организирано шумотчувари распоредени на 10 различни пункта кои ги чуваат шумските богатства и кои навремено ќе реагираат за да не дојде до несакани последици. Поради зачестените пожари во шумите, надлежните од јавното предпријатие Македонски шуми бараат да бидат казнети сите оние кои ќе бидат причинители за тоа. Тие апелираат до сите луѓе доколку забележат дека некој пали стрништа или врши некоја друга работа која ќе предизвика опасност од пожар, тоа веднаш да го пријават и против нив да се поднесат соодветни мерки. Овие 2 месеца на овие температури да бидеме будни, а ми као шумско стопанство Куманово веќе имаме одредени сите шумочувари, сите наши вработени на посматрачниците таму каде смо. Мислим дека ќе биде успешно, дај Боже, да не биде некоја голема штета, посебно од пожари. И имаме поруку до сите граѓани за да не се движат без работу, да се земе в дозвола од нашите служби кои ги имаме во подружницу и мислиме дека ќе биде све уред со оваа акција и со овој состав што го имаме со сите институции во
општина Куманово, Липково и Стара Нагоричана и владата на РМ. Од Македонски шуми апелираат до луѓето да придонесат за зачувување на шумското богатство, а не за уништување на истото. Тие имаат организирано шумотчувари, кои навремено ќе реагираат за да не дојде до несакани последици, кои се распоредени на 10 различни пункта. Поради високите температури сезоната на пожарите допрва доаѓа, апелираат тие. Воедно од 6 јули до 15 август воведена е забрана за движење во шумите во период од 7 до 17 часот. За оние кои нема да ја почитуваат оваа одлука, следува казна од 1500 до 2000 евра. Од 1 август започна наплатата на влезница за влез во мегалитската обсерваторија Кукино. По одлуката на Кумановскиот музеј за воведување систем за наплата на билети и ангажирање на лиценцирани туристички водичи за разгледување на локалитетот. Цените на билетите се поволни, сметаат одговорните, а оваа новина е за самоодржување на овој македонски туристички бренд. Од 1 август сите кои сакаат да ја посетат мегалитската обсерваторија Татиќев камен, Кукино, треба да платат влезница во стражарската служба на самиот локалитет. Додека за групните екскурзии наплатата се врши преку жиросметката на Кумановскиот музеј. Влезниците чинат 30 динари за деца, односно за ученици и студенти, 60 динари за домашни туристи и 120 динари за странски гости. Локалитетот Татиќев камен или народски познат локалитетот Кокино, нашата мегалитска обсерваторија, или како што го нарекува владата на Република Македонија и Министерството за култура, чиј што проект е 5-годишен проект Кокино македонски бренд. Внесовме многу новини. Така да веќе од вчера, значи од завчера, 1 август, на локалитетот Кокино се плаќа влезница. А сето ова измена е со цел да направиме напори, вршиме напори за да се самоодржува локалитетот. Влезниците ќе бидат минимални, со цена од 1 евро за домашните посетители, 2 евра за странските посетители и 30 денари за деца од сите од училиште и студенти. Со цел поквалитетна туристичка услуга беа обучени 52 туристички водичи на Кокино, кои минале обука за водење туристи низ овој локалитет. Нашите археолози извршија обука за туристички водичи, кои што се веќе лиценцирани туристички водичи. Направивме лиценци со помош на УСАИД и владата на Швајцарија. Се изготвени лиценци и сертификати за водичи на самиот локалитет Кокино, а беа извршени 2 обуки и до моментов се лиценцирани 52 водители, туристички водичи кои што ќе можат да водат тури на локалитетот Кокино. Активностите се согласно проектот на УСАИД за експанзија на мали и средни бизниси со финансиска поддршка од швајцарската влада, со цел поголема промоција и афирмација на Кокино, која според нас се наоѓа на 4-тото место на најстари обсерватории во светот. Во рамки на проектот претходно беа поставени нови патокази, информативни табли, заштитна ограда за камените тронови, мобилна апликација за аудио водење и нова официјална веб страна на локалитетот. Во рамки на проектот на Министерството за култура Кокино македонски бренд, кон крајот на месец август ќе се започне со нови археолошки ископувања на јужната тераса на локалитетот. Одговорните за следната година планираат оградување на местото, со амбиции за мала сувенирница и ресторан. Најдобрите франкофони од Кривопланичкото основно училиште Јоаким Крчовски, кои што ги освоија првите 2 места на државниот надпревар Олимпијади по француски јазик, добија наградно патување и учество на меѓународен франкофонски камп кој што ќе се одржи во Молдавија. Во шестчлената македонска франкофонска експедиција, која од 24 до 30 јули учествуваше на меѓународниот франкофонски камп во Валу и Вода во Молдавија, учествуваа првонаградените олимпијки од Крива Паланка, Јоана Илиевска и Марија Стојановска. Во македонскиот тим, покрај овие 2 ученички, учествува уште 4 ученика од Република Македонија, кои што се првопласирани од останатите надпревари по француски јазик, кои што се одржава во учебната 2015-2016 година. Ово учество на франкофонскиот камп го возможи Меѓународната организација на франкофонија, заедно со Крефеко, франкофонски регионален центар
за Централна и Источна Европа, чие седиште се наоѓа во Бугарија. Тука заслужна е господја Марија Николова, која што е координатор за франкофонија на Република Македонија, во соработка со Сдруженијето на професори по француски јазик на Република Македонија, господја Елисавета Поповска. Воедно им благодарам за оваа можност, како и на благодарност и до колешката Анета Димишковска, која ги придружуваше учениците во текот на овој франкофонски камп. На еднонеделниот камп ученичките другаруваа со своите врсници од 6 држави, практично применувајќи ги усвоените знаења по француски јазик. На овој франкофонски камп имаше голем број на активности, некои од нив беа спортски активности, така имавме македонска вечер, а покрај тоа имавме и театарско ателје. Од театарското ателје најважно е тоа бидејќи сите 7 дена ние составувавме приказна, односно првиот ден го составивме текстот на приказната, а потоа продолжувавме со чекорите, односно беше еден вид на мюзикл. Исто така имавме ги одбравме ликовите кои треба да глумат во таа представа, исто така создадовме и диалог за нив, како и создадовме маски. Последната вечер имавме всушност затварање на овој франкофонски камп, каде што се представивме со нашата представа. Имаше учесници од Албанија, Македонија, Бугарија, Романија, Ерменија и Молдавија. И со сите нив комунициравме на француски јазик. Камповите се можност да се остварат контакти, да се формираат нови пријателства, да се истражат и запознаат нови места и култури, но и достојно да се представат училиштето, градот и државата. Посетивме многу места, многу значајни места за Молдавија, од повеќе манастири, Молдавскиот парламент, француската амбасада во Молдавија, повеќе живописни села. Секоја вечер имаше по една вечер со која се представуваат државите, со нивните специјалитети, а исто така народни ора и песни. Исто така го направивме и ние, се представивме во право светло, односно представивме голем број од македонските специјалитети. Исто така слушавме македонска музика, имавме презентација за Скопје, односно нашиот главен град, каде што ги представивме нашите споменици, а покрај тоа исто така ги учевме и учениците од другите држави да играат македонски ора. Искуството на овие ученички е пример дека знаењето и убавиот збор отвораат железни врати, но и калиграфски испишуваат страници на училишните дневници. Самото учество на франкофонскиот камп е една голема потврда дека учениците во основното училиште Јаким Крчевски од Крија Паланка го сакаат, го изучуваат францускиот јазик и ги негуваат своите знаења кон овој јазик, а сето тоа го покажуваат и надвор од границите на нашата земја. На двете традиционални крводарителски акции кои по повод големиот празник Илинден ги организираше Општинската организација на Црвен крст од Крива Паланка, беа собрани вкупно 63 единици крв. На 2 август во Кривопаланечко се одржаа две крводарителски акции. Во селата Трново и Петралица, каде по повод Свети Илија се организираат и големи народни собири. Во Трново беа собрани 34, додека во Петралица, општина Ранковце, беа собрани 29 единици крв. Собрани се вкупно 63 крвни единици. Дарко Пешовски, секретар на Општинската организација Црвен крст Крива Паланка, информира дека заедно со досегашните 566 годинава Општинската организација на Црвен крст Крива Паланка има соберени 629 единици крв, што значи годишниот план за крводарување е реализиран речиси 90%. Тој нагласи дека овој месец се организираат најмногу акции. Покрај двете илинденски, на 8 август ќе се одржи акција во село Радибуш, на 14 во село Герман и традиционалната празнична на Пресвета Богородица 28 август, која се одржува секоја година во манастирскиот комплекс Свети Јоаким Осоговски. Акциите се реализираат во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Од Општинската организација на Црвен крст Крива Паланка ги најавија и големиот младински камп кој ќе се одржи од 7 до 10 август во Трново, кој што има меѓународен карактер, како и кампот за обука на тимот за одговор и действување при катастрофи, кој што ќе се одржи на 6 и 7 август 2016. Сликата за Куманово како занаечиски град секојдневно се губи. Некогашните улици на кои се наоѓаа многу текувачки и кожарски дуќани, бојаджиските или марските работилници, сведочат за време кога граѓаните на Куманово живееа од старите занаети. Владата на Република Македонија преку Агенцијата за вработување повторно ќе ги враќа изумрените и заборавени занаети како лимари, кувачи, стаклари и органџии, преку мирката за вработување на лица заинтересирани за изучување токму на занаетите.
До крајот на месецот е продолжен рокот за вработување преку мерката за враќање на стари и подзаборавени занаети. Ако Куманово гласеше за занечиски град, денеска многу дуќани се во распаѓање и затворени. Владата на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување со оваа мерка ќе се обиде повторно да ги заживее сите занаечиски работилници и дуќани. Од Центарот за вработување од Куманово ги повикаа сите заинтересирани лица кои сакаат да изучуваат некој занет да се пријават на огласот кој веќе тече. Ги повикам сите невработени лица кои може да се најдат во овој тип на занет, тоа се стаклари, лимари, јорганџи, бравари, нека повелат во Агенцијата за вработување. Воедно апел и до занаечиите кои се бават со овие дејности да повелат во Агенцијата за вработување да ја спроведат оваа одлука. Според Тренчевски, технологијата и новото време си го направиле своето и затоа денеска има се помалку пред се млади лица за кои изучувањето занает е атрактивно. Тој смета дека токму со оваа мерка ќе се направи чекор напред да заживеат занаетите. Новите времења, новата технологија даде свој допринос за маргинализирање на овие стари занаети. Само за пример ќе кажам јорганџиите. Сега имаме увоз, имаме конкуренција зголемена, имаме потиснување на цените на пазарот на трудот. Според податоците на Занечиската комора на североисточниот регион, кој е освен Куманово, ги опфаќа и општините Крива Паланка, Кратово, Ранковце, Липково и Старо Нагоричане, регистрирани се на 330 занаетчии кои се занимаваат со еден од 37 занаети. Во Државната изборна комисија одречиси 40.000 граѓани со спорни записи. До сега се пријавиле околу 1000 за да бидат запишани во избирачкиот список и да можат да го устварат своето гласачко право. Одречиси 40.000 граѓани со спорни записи до вчера напладне во Државната изборна комисија се пријавиле околу 1000 за да бидат запишани во избирачкиот список и да може да го устварат своето гласачко право. Се работи за граѓани на кои по извршените вкрстени и теренски проверки не им се совпаѓаат податоците. Тие треба до 19 август да се пријават во подрачните оделенија и канцелари на Државната изборна комисија или да се пријават преку веб апликацијата на интернет страницата на комисијата. Најмалку 22 лица се водат како исчезнати, откако 2 автобуса со повеќе десетици патници и неколку автомобили паднаа во водите на надојдената река Савитра во Индија. Северна Кореја истрела 2 балистички ракети, а едната од нив експлодирала веднаш по лансирањето, објави американската стратешка команда. Во напад со автомобил бомба насочен кон силите за безбедност загинаа 22 лица во либиски Бенгази. Жестоки судири се водат во околината на градот Алепо во Сирија. Најмалку 22 лица се водат како исчезнати откако 2 автобуса со повеќе десетици патници и неколку автомобили паднаа во водите на надојдената река Савитра при уривањето на дел од стар мост на автопатот Мумбај-Гоа во Индија. Како што соопшти представник на локалната полиција, несреќата се случила на околу 170 километри јужно од Мумбај. По пријавата за несреќата на местото на настанот се упатиле околу 80 спасувачи, вклучувајќи и нуркачи, но силниот дожд ја попречувал спасувачката операција. Како што јави една индиска телевизија, мостот што се урнал бил изграден уште во времето кога Индија била британска колонија. Индија стекна независност од Велика Британија во 1947-та. Жестоки судири се водат во околината на градот Алепо во Сирија, каде што бунтовниците се обидуваат да го пробијат обрчот што го направија силите на председателот Башар ал-Асад. Викендот бунтовниците се обидоа да поврзат места кои се контролираат во источниот и западниот дел на градот. Активирале и силна бомба во тунел под позициите на сириската армија во стратешки важниот район Раусех. Армијата возвратила на нападите
со воздушна подршка од руски авиони за да ги спречи бунтовниците да се пробијат. Се проценува дека околу 250.000 цивили живеат под опсада во областите кои ги контролираат бунтовниците, откако силите на Асад ги опколија минатиот месец. Изворот бунтовничките сили рекол дека е во тек голема епска битка за Алепо, во која учествуваа 10.000 борци, најмалку 95 тенкови и неколку стотици ракетни фрлачи. Северна Кореја во средата истрелала 2 балистички ракети, а едната од нив експлодирала веднаш по лансирањето, објави американската стратешка команда. Втората ракета паднала во водите пред севернокорејскиот источен брег, а според јапонскиот премиер Шинзо Абе паднала на територијата на јапонската ексклузивна економска зона. Во напад со автомобил бомба насочен кон безбедносните сили загинаа 22 лица во источниот либиски град Бенгази. Во нападот што се случил во населбата Гуарша, каде се водат борби меѓу владините сили за безбедност и сојузот на исламисти, како и останати нивни противници, повредени се најмалку 20 лица. Одговорноста за нападот ја превзеде консултативното собрание на револуционерите од Бенгази, се наведува во соопштението кое беше објавено на сајтовите поврзани со групата. Македонската фудбалска репрезентација на домашните квалификацијски надпревари во предстојниот циклус за пласма на светското првенство 2018 година во Русија ќе ги игра, како изминативе години единствено на националната арена Филип II во Скопје. И покрај тоа што идејата и желбата на Фудбалската федерација на Македонија изминатиот период беше да се овозможи дел од квалификацијските надпревари да се играат на стадионот Младост во Струмица, сепак во овој момент тоа е невозможно. Поради неопходноста за реконструкција на стадионот, УЕФА не дава зелено светло во согласност со условите што во моментов ги нуди Младост за официјални квалификацијски надпревари. Македонија квалификацијскиот циклус го почнува на 5 септември со гостувањето против селекцијата на Албанија на стадионот Лоро Боричи во градот Скадар. Следните два надпревара против Израел на 5 октомври и против Италија на 9 октомври оваа година ќе ги играме на арената Филип II во Скопје. Останува можноста со дозвола на УЕФА доколку следи реконструкција на стадионот во Струмица, евентуално надпреварите со Албанија и со Лихтенштајн во септември 2017 година, односно октомври 2017 година да се играат на Младост. Македонија во групата Г од квалификациите за светското првенство 2018 е уште и со репрезентацијата на Шпанија, со која првиот меѓусебен дуел го играме на 12 ноември оваа година на гостински терен. Селекторот на македонската репрезентација Игор Ангеловски подготовките за стартот на новиот квалификацијски циклус и дуелот со Албанија, кој не очекува на 5 септември, ќе ги реализира во Охрид, од каде селекцијата ќе патува во Скадар. Во согласност со плановите, првиот собир на репрезентативците е на 28 август, па по 7-дневните подготовки ќе следи заменувањето за Албанија. Црвена звезда за која што настапува македонскиот фудбалски репрезентативец Давид Бабунски ќе чека некоја друга шанса за настап во Лигата на шампионите. Лудогорец со 4-2 славеше во Белград и продолжува понатаму. Поремито во Бугарија Црвена звезда со голем оптимизам влезе во надпреварот, но српскиот шампион доживеа студен туш на свој терен. Надпреварот почна добро за Звезда во 70 минута со прекрасен гол од далечина Доналд носи водство. 7 минути подоцна Кафу постигна мајсторски гол. Помина 5 фудбалери на Црвена звезда и реализираше за изедначување 1-1. На 5 минути пред крајот на првиот дел, Вандерсон погоди за комплетен пресврт и водство 2-1 за Лудогорец. Во 62-та минута и Банез од пенал изедначи на 2-2. Тоа беше резултатот по 90 минути, идентичен како во Бугарија, следуваа продолженија. На самиот почеток од продолженијата, Вандерсон реализира за предност од 3-2, а само 5 минути подоцна погоди за негов хетрик и конечен резултат од 4-2. Лудогорец има уште еден дуел од групната фаза од Лигата на шампионите, додека Црвена звезда ќе се обиде да влезе во групите од Лига Европа. Динамо Загреб со гол на рок го совлада Динамо Тбилиси и на негов терен за пласман понатаму. Место во последното квалификацијско коло изборија и Дундалк, кој го елиминираше Бате Борисов, АПЛ, кој беше убедлив против Розенборг, и Викторија Ползен, која што го победи Карабак. Новата сезона во италијанската серија А, во која Јувентус ќе ја брани титулата, ја очекуваат сите фудбалски фанатици со големо нетрпение.
колку е голема еуфоријата на навивачите на Јувентус, надобро кажуваат податоците на овој клуб. Имено старата дама соопшти дека досега се купени 29.300 сезонски влезници, што е неверојатен рекорд за клубот со оглед на тоа дека сезоната се уште не е почната. Николас Игуаин, брат и агент на Гонзало Игуаин, тврди дека претседателот на Наполи, Аурелио де Лаурентис, глуми кога вели дека жали поради заминувањето на аргентинскиот напаѓач. Јувентус плати 90 милиони евра за трансферот на Игуаин и според Николас де Лаурентис е пресреќен што заработил толкава сума, иако јавно го обвини фудбалерот за предавство на цел него. Фудбалот, како еден од најпопуларните спортови, си носи своја убавина, но и своја темна страна. Често сме биле сведоци на груби прекршоци, физички пресметки кои носат исклучување и црвени картони. Сепак има и фудбалери кои се секогаш со ладна глава. И може би малку чудно, но никогаш во кариерата не добиле црвен картон. Меѓу нив се Раул, Рајан Гигс, Филип Лам и Демиен Даф. Грција продолжува да врши притисок организаторот на местократинката МКД да ја користи референцата ФИРОМ, како и да емисијата на нашиот јужен сосед засега е неуспешна. Македонија во Меѓународниот олимписки комитет е примена под референцата ФИРОМ и така настапува од 1992 година. Ова е аргументот кој што го користи Грција за да издействува промена на официјалниот сајт, каде што сме заведени под кратенката МКД. Бразил има признаено Македонија под уставното име кое што го користи во неколку написи и на официјалниот сајт поврзани со настапите на нашите спортисти. На одредени делови од сајтот се појавува и ФИРОМ, а Грција инсистира референцата да се појавува секаде каде што стои Македонија или МКД. Во пресред на летните олимписки игри во Рио де Жанеиро, бразилскиот град ќе биде во центарот на спортското внимание ширум светот од 5 па се до 21 август. Олимпискиот пламен традиционално беше запален во април, ќе биде изгасен откако ќе биде носен од 12.000 спортисти. Последното примопредавање ќе биде извршено на стадионот Маракана, но последниот носител на факелот е се уште непознат. Во трката за последниот носител за сега води легендарниот фудбалер Пеле, трикратниот светски шампион со Бразил, во целата своја кариера не добил шанса да настапува на Олимписките игри, па голема е веројатноста дека токму тој ќе биде последниот носител кој ќе го запали факелот на Маракана. Втор пик на организаторите е Густаво Куертен, трикратниот освојувач на престижниот тениски турнир во Париз Ролан Гарос. Сонот на секој спортист е да го освои најсјајното одличие, златниот медал на најголемиот светски спортски настан Олимписките игри. Кога ќе прашате некој спортист од што е направен златниот олимписки медал, одговорот најчесто е од многу труд, пот и долги години напорни тренинзи и откажувања. Но ако ги прашате работниците во Националната фабрика за кованици во Бразил, би добили одговор дека е направен од сребро. Имено златниот олимписки медал на престојните олимписки игри во Рио де Жанеиро, кој тежи 500 грама, е од 99 од 100 сребро. Токму тој 1% е разликата од вечната слава која златниот олимпиец ќе го внесе во историјата на светскиот спорт. Спортистите на Северна Кореја, доколку освојат медал на Олимписките игри во Рио, ќе добијат малку поинаква награда од вообичаената. Иако поголемиот дел од земјите учеснички на Олимписките игри ги наградуваат успесите на нивните спортисти со финансиска премија, спортистите од Северна Кореја ќе добијат ослободување од служењето на воениот рок. Воениот рок во оваа држава е задолжителен и трае 10 години за мажи, 3 помалку за жени. Во војска се пријавува веднаш по завршувањето на средното образование. Времето во Македонија сончево и многу топло, а попладне со умерена облачност. Кон крајот на денот во вечерните часови ќе има услови за краткотраен дожд и грмежи.
Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. Пријатно попладне.